Во ова издание на Newsflash ке гледате. Аналитичарите велат дека резултатите од вториот круг ќе ги одредуваат политичките текови на национално ниво. Продолжуваме со третиот серијал од серијата Кризата со зависноста во Авганистан. Ве водиме во провинцијата Бамјан, 180 км западно од Кабул, каде што ќе го видите нивото на реширеноста на зависноста од дрога во руралните средини. Љубителите на храна во Њујорк од сега ќе може да нарачуваат кнедли од автомати за продажба на храна. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Аналитичарите велат дека резултатите од вториот круг ќе ги одредат политичките текови во Северна Македонија. Со нив разговараше нашиот колега Мики Трајковски од Охрид. Резултатите од вториот круг од локалните избори во Северна Македонија може да донесат многу интересни резултати. Во оние општини каде што повторно ќе се гласа, тие ќе бидат непредвидливи, вели за Гласот на Америка политичкиот аналитичар Джелал Незири. Често се случува кај нас во Република Северна Македонија во вториот круг да се случи пресврт. Значи вториот кандидат кој добил помалку гласови во првиот круг да стане и градоначалник, со тоа што во овој период помеѓу двата изборни круга успеал да договори поддршка од различни политички центри на моќ или пак група на граѓани. Незири предупредува дека резултатите од вториот круг ќе ги одредуваат и политичките текови на национално ниво. Имаме влада која е заснована на тенко мнозинство од само 62 пратеници и во една таква ситуација, вели, помалите партии ќе имаат голема моќ. Од друга страна имаме опозиција која за прв пат после многу години го почувствува тој вкус на победа и ова победа во однос на СДСМ со 50.000 гласови разлика од првиот круг ќе се искористи секако како момент, како политички моментум за да се мобилизираат и така наречените заспани гласачи на оваа партија. За комуникологот Бојан Кордалов, уште поважен е еден друг момент. Според него, пораката која граѓаните ја испратиле уште во првиот круг е јасна, а тоа дека сите политички партии, особено големите, мора да разберат дека треба да се менуваат. За прв пат се движиме околу 50% излезност, а ако продолжи ова темпо и ако партиите не се менуваат, ќе продолжиме да паѓаме и ќе стигнеме под 50% излезност, а тоа е поголемо неучество отколку политичко учество на граѓаните во изборите, од што губи целата држава. Кордалов додава дека време за игри без граници, надмудрување и ставање на лидерите и партиите во фокусот на нивните интереси повеќе нема. Ако успеат и двете политички партии да излезат, едната од она што се нарекува цела земја ВМРО-вска, а другата ако излезе од матрицата на она што се нарекува го пуштивме СДСМ на најако, ќе може да се видат промените. Таа е пораката која што граѓаните сакаат да ја видат, да разберат дека даваат шанса на кандидатите и кандидатките да ги променат работите, да ја реализираат програмата, а не дека даваат шанса некој да владее како партија со нив. Втор круг од локалните избори на 31 октомври ќе има во 44 општини. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Продолжуваме со третата епизода од серијалот Кризата на зависноста во Авганистан. Она што е интересно е дека цели семејства земаат дрога, но поразителен е фактот дека дури и малолетниците може да го прават тоа. Бамјан е познат по убавите пејзажи. Овде пред повеќе од 20 години талибанците ги уништија двете древни статуи на Буда кои беа најголеми во светот. Овде луѓето во градовите и во селата страдаат од сериозен проблем со зависност од дрога. Локалните власти велат дека тука има околу 50.000 зависници и луѓе кои се погодени од зависност. Ако тргнете на запад во руралните краишта, ќе увидите дека дрогата е уште пораспространета отколку во централниот дел од провинцијата. Областа Варас има најмногу селани кои користат дрога. Повеќето луѓе тоа го прават заедно во групи и во јавност. Дрогата е централен дел од животите на луѓето во селата и ја користат секогаш кога ја имаат. Кога ќе ги прашате зошто, тие наведуваат многу причини. Како ова 18 годишно момче.
دلیل از این مواد مخدر رفتم که معتاد شدیم و بیکاری بود. Причината поради која станав зависен од дрога е невработеноста и сиромаштијата. Заминав за Иран далеку од дома. Бев невработен и ситуацијата беше лоша, па станав зависен од дрога. Кога се вратив дома, мислев дека ќе биде подобро, но и овде е лошо. Користам дрога речиси 15 години. На почетокот користев хероин, а сега користам кристал. Дрогата влијае и на децата. Не само што родителите ја користат, туку им ја даваат и на своите деца. Покрај хероин, опиум и кристален метамфетамин, зависниците овде користат и други наркотици како таблетите трамадол. Тие се ефтина алтернатива за хероинот и опиумот. Оние кои користат многу како мене трошат и многу. Користам 1 до 1,5 пакетче. Едно пакетче чини околу половина долар. За $1 не можете да купите ни пакетче тромадол од 500 милиграми. Во ова село и жените се зависнички. Во многу семејства тие се дрогираат заедно со сопрузите и со децата. Таков е примерот и со Фатима, која е зависничка повеќе од 30 години. Имам астма, болна сум. Имам 65 години. Одам да работам во пустината и на планина до доцна. Слаба сум, а и мојот сопруг е болен. Селаните бараат помош од властите, велат дека сакаат да бидат изградени центри за зависници. Во Варас има само една клиника со 20 кревети која нема капацитет да ги третира сите зависници во областа во која живеат десетици илјади луѓе. Љубителите на храна во Њујорк од сега ќе може да нарачуваат храна од автомати, за да се избегнат турканиците во продавниците, поради пандемијата се разбира. Еве како. Лансирањето на ресторан за познатите кнедили од Бруклин доаѓа во време кога градот Њујорк се опоравува од пандемијата на коронавирус. Како и секаде во светот, искуството со јадење во ресторани во Њујорк се промени поради пандемијата, принудувајќи многу муштери да се ориентираат кон нарачки без контакт. Мислам дека ваков вид на услуги сега се од голема помош. Тоа го правам секој ден. Дегустирам нови кнедли. Утре ќе пробам со кашкавал и салама, како и со мармалад и путер од кикирики. Собственикот на ресторанот Стратис Морфоген вели дека идејата ја имал уште пред COVID, но сега бил добар момент да се лансира. Го изградив овој концепт во 2019. Беше финансиран, подготвен месеци пред појавата на COVID. Се покажа како совршен концепт за кризни времиња како ова. Нарачката е лесна, вели Морфоген. Целото искуство на закажување, нарачка, плаќање, земање на храната е без контакт со моите вработени. Морфоген вели дека секој автомат е обезбеден со UV светилки за да штити не само од коронавирус, туку и бактерии и други вируси. Автоматите обслужуваат стотици секој ден. И тоа беше се во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик од студиото во Вашингтон. Јас сум Иван Чономовски. Се гледаме повторно утре. Пријатно.